15 физички и 7 правни лица под истрага за 11 споменици од Скопје 2014. Обвинителството по 10 години соопшти детали од истрагата за поставување на бронзените статуи, преку што наводно се оштетил буџетот за над 3 милиарди денари и се злоупотребувала службената должност. За поставувањето на бронзените статуи на Александар Македонски, Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Методија Андонов, Ченто, цар Самуил Гемиџиите, цар Јустинијан, Асном, основачите на ВМРО и лавовите, се товарат и поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски, поранешната министерка за култура Канческа Милеска, како италијански државјанин и 3 фирми од Италија. Во случајот под кодно име Феникс, побарани се претреси, замрзнување на банкарски сметки и удели во компании и постапки за одземање на имот, а за 7 лица е предложен притвор. Преку Министерството за култура и трето осомничената се подготвувале и поднесувале иницијативи за изградба на споменици под изговор дека се работи за спомен обележја од локално значење за жителите на општина Центар. Иако станувало збор за личности кои се од значење за државата, иницијативите за поднесување на споменици се поднесувале пред Советот на општина Центар и како резултат на тоа започнали се спроведувале постапки за подигнување меморијални споменици за кои единствено надлежно согласно закон е Собранието на Република Северна Македонија. Според обвинителот Груевски, како тогашен премиер и председател на ВМРО ДПМН, заедно со своите најблиски соработници Ставревски, Здравев и Тодоровиќ, се поврзале со цел остварување политичка и финансиска корист со поставувањето на спомениците. Наводно биле извршени незаконски јавни набавки и прифаќани понуди со нереални цени, а биле отфрлани оние со пониски суми. Обвинителите посочија дека поранешните функционери одбрале леарница која не ги исполнувала условите. Парите на други леарници со пониски цени биле пренесувани со поддоговори, а се прикажувало дека дејноста ја извршува друга фирма. Парите патувале на релација Италија-Македонија. Голем дел се враќале во Македонија и биле подигани во готовина, а потоа прелеани на сметките на други правни лица. Во овие действија биле помогнати од 8 осомничениот италијански државјанин, кој им ги ставил на располагање неговите правни лица, преку кој во име на повеќе други правни лица поднесувал однапред договорени понуди и подпишувал договори, иако знаел дека дел од нив воопшто немаат регистрирано дејност, леење или обработка на мермер. Со превземените действија на 8 осомничениот како управител и собственик и двете правни лица од Република Италија им била прибавена значителна противправна имотна корист во вкупен износ од 16.136.150 евра. Истрагата е се уште во тека, се чекаат докази од 5 странски држави. Синоќа беа приведени поранешниот градоначалник на општина Центар Владимир Тодоровиќ и поранешниот председател на општинскиот совет Владимир Здравев и уште 3 лица. Тодоровиќ бил уапсен на Скопскиот аеродром синоќа, а Здравев на граничниот премин Табановце.